медицина, зошто сте овде, како се организирате, како сакате да помогнете? Ние се само организираме, уште веднаш со Бајлева кога слушнавме за немилиот настан што се случи, се опативме прво кон хируршките клиники да прашаме дали таму е потребна помош, некако било како на било каков начин може да помогнеме. Јас сум координатор на 4-та година општа медицина од ДК во Скопје. Потоа се вративме за трансфузиологија да видиме дали таму има некаква потреба од крв и така натаму. И сега дојдовме тука во градската болница и што да се понудиме за помош. Ова е само организација на студентите. Понатаму се надеваме дека ние сме отворени за помош понатака, бидејќи во координација со целото студентско собрание веќе разговаравме дека може да се организираат крводарителски акции и се што е потребно. Отворени сме за соработка и се што можеме да направиме, би направиле, и затоа сме тука уште од рано утрина. Што е она што би можеле вие како студенти да го направите? Би можеле да помагаме, да завои да ставаме, инекции, се што треба, што не е во рамките на инвазивни мерки, бидејќи за тоа не сме авторизирани се уште, затоа сме студенти, меѓутоа се останато можеме се што ќе ни кажат под нечие менторство, под лекар да не води, ние тоа можеме да го направиме во рамките на нашите знаења. Ама секако мислам дека сме ова е тежок период кај што сите луѓе помагаат и мислам дека ние сме тука прва линија малку по-компетентни за да можеме подобро да помогнеме на здравствениот систем. Освен овде, вие сте овде сега пред Стара градска позната, претпоставам дека има клиники во Осинце, Свеневи, во Штип, во Кочани ви се распоредиле студенти? За сега најверојатно да, меѓутоа за сега можам да зборувам само за студентите од медицинскиот факултет на Скопје, бидејќи се уште не сме во контакт со студентите од медицинскиот факултет во Штип. Да, нашите колеги, колку сме, толку сме, сите што се на располагање се тука и спремни за да помогнат.